Добар ден, почитувани, започува на новата Телма амбуланта. Заболувањата на тироидната жлезда се во пораст. Лекарите истакнуваат дека доколку би бил направен масовен скрининг, односно ултразвучен преглед на вратот, би се потврдило дека 50% од луѓето имаат некаква промена на тироидната жлезда. Намалувањето или пак зголемувањето на функцијата на штитната жлезда, но и јазлите и цистите се меѓу најчестите проблеми кои што се јавуваат. Дали јазлите се всушност знак за предупредување, постои ли ризик за канцер? За сето ова подетално од разговорот со денешната гостинка, а тоа е магистар доктор Билјана Црцарева, специјалист по нуклеарна медицина од Аџибадем Систина. Доктор Црцарева, добар ден и добре дојдовте во Телма амбуланта. Добре ве најдов и ви благодарам на поканата. Јазлите на тироидната жлезда се честа појава. Што точно тие представуваат? Што значи тоа тироиден нодус? Би започнала како и секогаш кога раскажуваме за тироидната жлезда, краток вовед дека таа е всушност орган како и сите останати органи во човековото тело, дека се наоѓа во предната третина на вратот и мал орган, меѓутоа моќен, не заради тоа и случајно е наречен диригент во организмот. Може да постојат, како што вие на почетокот кажавте, функционални промени и морфолошки промени, односно во морфолошките промени ги вметнуваме токму јазлите или нодусите на тироидната жлезда, а тие представуваат промени кои што се практично настанати како преструктурирање на тироидното ткиво. Дали самите нодуси носат свои бенигни или малигни карактеристики, зависи од тоа какви клетки внатре ќе најдеме. Заради тоа и секогаш апелираме на оној видлив аспект кога пациентот првично може да го примети самиот кој ќе се погледне во огледало или го напипа или пак доколку станува збор за лекарски преглед, секогаш внимателно да се пристапи за да се види практично тој нодус какви карактеристики носи. Јазлите може да бидат од најмалецки, да воопшто не се чувствуваат, да останат такви какви што се со години и воопшто да не пречат во секојдневието, па се до јазли кои што растат и прават една промена, една непријатност во секојдневието, односно пациентите го чувствуваат, дали е тоа при нормалното секојдневно јадење, голтање, дишење, ноќно време кога спијат, или пак им смета естетски бидејќи стануваат се повидливи. На кој дел од тироидната жлезда може да се појават јазлите? Може ли на било кој дел? И доколку некој е послаб, споменавте дека може да биде видливи. Може да се напипа? Така. Може да се напипа и многу често се напипуваат и тоа првично ги напипуваат пациентите. Иако ние кажуваме дека само прегледот не секогаш може да биде вистински насочен кон поставувањето на дијагнозата, може да се појават на било кој дел од вратот. Прво, тироидната жлезда е составена од два дела, односно десен и лев лобус, и помеѓу има едно мошче или така наречен истмус кој што ги поврзува овие два дела. Јазлите може да се појават било каде, или на лобусите, или на овој истмичен дел. Доколку се со големина која што е негдака над 10-11 мм, значи над 1 сантиметар, многу често се пипкаат. Значи пациентот првично чувствува некаква промена, па самиот ја пипа својата тироидна жлезда, а кога доаѓа кај нас, најбитното нешто што го правиме кога го започнуваме самиот преглед со пациентот е тој палпаторен наод како изгледа и кога веќе се случува, значи го пронаоѓаме јазлот. Постојат јазли кои што се сместени, ние ги нарекуваме на задната страна од тироидната жлезда, и тогаш тие веќе бараат други модалитети, дијагностички модалитети со кои што ќе ги визуализираме, односно ќе ги откриеме. А што содржат тие во внатрешноста? Дали секогаш содржат ткиво од жлездата? Може ли да содржат течност? Што има внатре во нив? Значи тоа се промени кои што можат во себе да содржат течност, која што е течност која што не насочува да се посомневаме дека станува збор за цистични промени, односно цистични нодуси, кои што се најчесто исполнети со крвна содржина и може да бидат ткива од самата тироидна жлезда. Токму тоа се тие преструктурирани ткива кои што на почетокот ги кажав, односно напакувани тиреоцити, односно клетките од самата тироидна жлезда.
Најчесто, значи, и цистичните промени и овие преструктурираните тиреоцити, односно напакуваните, се тие кои што се со бенигни карактеристики. Кога тие претрпуваат своји генетски промени, генетски мутации, тогаш веќе станува збор за промена која што оди во прилог на малигна неоплазма, односно на карцином на тироидната жлезда. Докторке, утврдено ли е која е причината за појава на овие јазли на тироидната жлезда? Може ли намалената количина на јод да е некаков проблем или пак не е директно поврзана? Постојат неколку теории кои што нас очуваат кон тоа да се сомневаме што ги прави да нели тие се тука и да бидат присутни да се создаваат. Една од причините е и самиот јоден дефицит. Тоа е тоа што ние до пред некака 50-та година, значи Македонија била таква јододефицитарна земја, односно ендемско подрачје каде што проблемите со тироидната жлезда биле масивни. Значи се претпоставува дека и повеќе од 90% од населението имале некаков тироиден проблем. За среќа, после 50-та година, веќе со закон, еден производ прехранбен се јодира, тоа е кајна солта, и овие промени од година на година стануваат се помали, за да се стигне до еден момент кога може да кажеме дека сме искорениле таа јодна дефицитарност. Меѓутоа, промените и понатаму продолжуваат, бидејќи практично тие се гледани како наследни промени. Значи се очекува доколку еден во фамилијата, и особено од машка страна, од женска страна, има некаков проблем да следните поколенија исто така може да ги наследат промените. Така да би кажала дека една од причините може да биде јодниот дефицит за настанување. Понатаму хроничните инфламаторни промени, како што е познатиот Хашимотов тироидит, тоа исто така со години, значи имате промена на ткивото, на тироидното ткиво, кое што може понатаму да премине во одредени чворести промени, односно нодуларни промени. Секако дека постои една група каде што викаме не е јасно потеклото од каде тие потекнуваат и ова што пред малку го спомнавме, мутациите, односно карциномите на тироидната жлезда. Споменавте дека доколку некој од женска страна го има овој проблем, веројатно се пренесе на некој член од семејството е поголема. Сега има и податоци дека проблемите со тироидната жлезда многу почесто се јавуваат кај жените, секоја 12 до 15 жена има проблем со тироидната жлезда во споредба со мажите, каде што има еден на 40 до 50. Има ли објаснување зошто кај жените е волку почест проблемот со тироидната жлезда? Во принцип справата еден процентуален сооднос, па се претпоставува дека еден маж наспроти 7 до 8 жени има заболено. Една од причините се самите хормони. Значи не се само тироидните хормони кои што ги имаат и мажите и жените, туку останатите гинеколошки хормони кои што се застапени кај жените знаат да бидат една од причините зошто се јавува овој почест проблем кај жените. Емотивната компонента апсолутно, значи не дека нели треба сега да ги напаѓаме мажите дека се помалку емотивни, меѓутоа се претпоставува дека и тоа знае да биде една од причините. Така да, меѓутоа главниот проблем сепак се овие хормоналните, да. Дали може да се почувствуваат некакви симптоми кога се појавуваат јазлите, освен кога се големи или пречат на некои витални функции, но кога се помали? Кога се помали најчесто не прават никакви проблеми и се случајно детектирани. Значи пациентот доаѓа со сама друг проблем, па откриваме дека станува збор дека има некаков проблем и во тироидната жлезда. Најчесто се тие и затоа се апелира систематските прегледи за да можеме навремено да ги видиме. И тоа се тие промени кои што се со мали димензии, 4, 5, 6, негде и некогаш и до 10 мм, па може и воопшто да не се почувствува. Главно доколку се поголеми, она на што се жалат пациентите е отежнатото голтање. Значи, како има еден познат израз кој што многу често го користат пациентите, како да чувствуваат кнедла застаната во грлото, па не можат ниту да ја голтнат, ниту да ја исфрлат. Тоа е главниот проблем. Второ е кога легнуваат да спијат, значи исто така како да чувствуваат некаква тежина и гушење. Значи проблем бидејќи е самата тироидна жлезда околу дишникот и се мобилни едната и другата како орган, па кога нели се голти и се диша, нормално дека може да прави некакви промени. Зборуваме ако станува збор чисто за морфолошки промени, меѓутоа доколку некој од тие јазли
создава повеќе тироидни хормони, бидејќи имаме јазли кои што можат и функционално да бидат пореметени, тогаш веќе се јавуваат и симптоми како за хипертиреоза, значи како за функционалното пореметување. Тие ги нарекуваме, така. Прво ќе почнам со симптомите. Тие се скоро идентични како симптомите од хипертиреоза. Тоа се промени кои што ве водат кон слабење, интензивно слабење. Понатаму промени кои што прават проблем со столицата, односно течни столици, проливи. Понатаму едно срцебиење изразено, еден тремор на рацете, вознемиреност изразено, потење, проблеми со циклусите, менструалните циклуси, повторно косата, ноктите, нешто што жената брзо го приметува. Така да тоа се промени кои што се од функционален карактер, односно јазли кои што создаваат повеќе хормони и покрај морфолошките промени даваат и функционални промени. Кај нив пристапуваме сосема поразлично од она што го имаме кај обичните јазли. Може би накратко не е лошо само да кажам како стигнуваме до овие јазли, до самата диагноза. Првиот го кажа веќе палпаторниот наод, значи она што како лекари треба да пристапиме секогаш, значи да бидеме зад пациентот, да ги поставиме двете раце, значи да се замислиме дека јас сум пациентот, позади има лекар, значи лекарот ги поставува секогаш рацете под овој југлум, значи под ова Адамово јаблче што го нарекуваме, нежно палпира и го замолува пациентот да голтне како да пие вода. И тогаш со рацете, значи искусните патофизиолози, односно ендокринолозите, можеме да приметиме за што станува збор, значи да се види на која страна, која е отприлика големината на јазелот, дали е тој мобилен или е цврст. Тоа е првото нешто што го правиме. Второ, не сме секогаш и ние многу сигурни на тоа што палпираме, па секогаш одиме кон нешто што е посензитивно, а тоа е диагностиката. И секогаш пристапуваме со еден ехографски наод, односно ехографски преглед на тироидната жлезда. Се детектира дали постои или не постои еден јазел или евентуално повеќе јазли, тогаш таа е тироидна жлезда наречена мултинодозно измената тироидна жлезда, значи жлезда која што во себе содржи повеќе од еден тироиден јазел. Следно, доколку гледаме дека не набендисуваат како изгледаат самите тироидни јазли, се одлучуваме дали кон уште посензитивна метода ќе одиме, односно тоа е скенирањето на тироидната жлезда, кој што и како ни помага да предпоставиме дали тамо се работи за топли, ладни јазли кои што секогаш па не насочуваат дали треба задолжително да провериме и да направиме плюс и тенкоиглена биопсија, најчесто водена под ултразвук, и да дојдеме до конечното она што сите не интересира, дали е јазел со бенигни или со малигни карактеристики, или пак доколку веднаш од ехографскиот наод видиме дека станува збор за цистична промена, тогаш да ја евакуираме таа течност и покрај тоа што ќе добиеме диагноза, ние практично добиваме и третман кај пациентот, односно евакуираме течност и практично јазелот станува празен, односно веќе го нема на следните контроли. Секога се прави најнапред скрининг со радиоактивен јод? Тоа што споменавте, топли ладни зони, па потоа... Скенот на тироидната жлезда најчесто се прави со изотоп наречен технициум. Значи, она што исто кај пациентите представува многу голема забуна, дали се тоа скенирање со радиоактивен јод или со овој технициум, ги правиме, првичните скенирања ги правиме со технициум. Зошто не со јодот? Бидејќи прво станува збор за краткоживеачки изотоп, значи кој што малку за кратко време се задржува во организмот, се распаѓа, безбеден е, така да немаме потреба да одиме кон нешто што е како јодот со подолг период на полураспад. Меѓутоа, имаме и моменти кога е потребно да се направи скенирање со радиоактивниот јод. Значи, тоа е најчесто го користиме истиот јод кој што сме го аплицирале кај пациенти кои што евентуално се оперирани од тироиден карцином, па после 7 до 10 дена правиме скенирање со истиот тој јод, значи да се искористи за да се види дали болеста негдека се проширила по останатите органи, или јодот го користиме една година после операцијата на тироидниот карцином, тогаш даваме нова, мала диагностичка доза, која што исто така е високо сензитивна да ни каже дали па после една година е севоред со пациентот или имаме некаква промена во однос на болеста. Така да најчесто работиме со изотопот технициум, значи скенирањето ни е со технициумот. Ајде да проговориме и за тенкоиглената биопсија, зашто таа понекогаш може да даде негативен резултат, од што зависи дали резултатот ќе биде точен? Така.
Тенкоиглената биопсија, која што е водена под ултразвук, значи со што во последно време се форсира малку повеќе да биде тоа токму биопсија водена под ултразвук, ви дава можност да направите биопсија точно на местото каде што вие ехографски се сомневате дека нешто се случува. Или пак скенографски, на тоа место сте виделе дека сте го добиле токму тој ладен јазел, односно гледате дека тамо клетките ви се нефункционални, се прашувате нели зошто е тоа така. Меѓутоа, самиот јазел може да биде од, како што рековме, 10-11 мм, па може да биде и до 3-4 см, доколку е тоа нешто постаро и пациентот не дошол на времено да се исконтролира. Вие боцкате на едно одредено место. Евентуално патологот за време на биопсијата може да го смени правецот па да земе од повеќе места биопсија, меѓутоа во никој случај не земате од сите промени кои што се во тие 3 см. И сега, ако сте буцнале на место каде што карциномот се уште не се проширил, тогаш велиме дека постои шанса да тие бидат лажно негативни. Иако е многу мал процентот, значи тоа се помалку од 3%, како што кажавте, на лажно негативни наоди. И заради тоа, секогаш ако имате прогресија во тој наод, после месец, после 3 или после 6 месеци, значи јазелот гледате дека расте, ја повторувате биопсијата, па да бидете сигурни дека немате никаква грешка. А какви се тие недиагностички резултати некогаш добиваат пациентите и резултат со таков наод? Не би знаела на што точно се однесува недиагностички. Може би да стане збор, предпоставам дека само на тоа може да се мисли, да станува збор за материјал кој што не е доволен за да биде диагностички евалуиран. Значи, кога е боцнато, не се земени доволно количество на клетки за да истите бидат евалуирани. Најверојатно станува збор за такво нешто и тогаш се советува повторно да се направи уште една биопсија. Доктор Црцарева, да им дадеме можност, простор на гледачите да постават прашања на денешната тема, јазли на тироидна жлезда. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Тилма Почитувани. Слободно можете да се јавите, да поставите некое прашање, да изнесете некоја ваша дилема поврзана со оваа состојба. Одговор ќе даде нашата денешна гостинка, магистар доктор Билјана Црцарева, специјалист по нуклеарна медицина од Аџибадем Систина. Доктор, ке точно ли дека 90% од јазлите се бенигни? Да, постоја, значи, повеќе истражувања, не само кај нас, туку е тоа на едно глобално ниво, кои што кажува дека повеќе од 90% од самите јазли се со бенигни карактеристики. И заради тоа ние сме секогаш и посрекни, не го форсираме многу, нели, тој момент за да се плашат пациентите дека може да станува збор за малигна промена, меѓутоа пак сме многу предпазливи кога ќе видиме дека нешто не ни се допаѓа во самиот наод, да веднаш продолжиме со исследувањата. Мал процент и од тие пак мал процент на тироидни карциноми постојат 4 категории, кои што па за среќа првата, која што ние нарекуваме најчеста папиларниот тип на тироиден карцином, е, да кажам, со најдобра прогноза во однос на лекувањето кај пациентот. Имаме гледач на линија, да му дадеме простор да го слушнеме прашањето. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Вака, пред веќе 8 година, како ги имам јазлите на лев лобус, баш вчера правев контрола, а денеска контрола на хормоните, меѓутоа утре треба резултатите да ги земам. Вака, значи имам тироидната жлезда е лесно смалена. Читам сега од наодот што го добив. Значи е лесно смален, во лев лобус хипоехоген нодус со мало халодимензии 11, 12, 18 мм. Истиот е биопсиран пред 6 или 7 години, ладен јазол, меѓутоа биопсијата ми беше дека е, сега ја немам пред мене, дека е се во ред. Исто направена ми е биопсијата и скенот во Аџибадем Систина. Под лев лобус хипоехоген нодус со димензии 7-4. Значи, овој резултат веќе 7-8 година како си стои јазлите. Немам никаков проблем, значи немам ни на голтање проблем, ни на пипање, не осеќам ништо, ама буквално ништо. Лани, декември месец, последниот хормонален статус што го правев, ТСХ-то ми беше 1,72
и ФТ4 ми беше 20,5 и антителата 11,2. Се во граници на нормала. Значи јас ништо не осеќам. Меѓутоа, од март месец наваму, затоа и контролата ја правев сега, осеќам некоја подкашлување. Дали е тоа некој од симптомите за јазли на тироидата или за, еве сега утре ќе ги видам новите хормони, дали се покачени или смалени. Дали ме интересира дали кашлицата е некој вид симптом на тироида. Така. Тоа ме интересира. Ви благодарам за прашањето. Повелете. Би почнал од самата структура на јазлот, кој што кажа пациентката. Кога станува збор за хипоехогени јазли, најчесто се тоа јазли кои што се цистично изменати. И вториот податок, пошто кажа пациентката дека е ладен бил на скен, предпоставувам дека станува збор за циста. Не мора да значи ова што на почетокот го кажав дека дијагностички можеме да испразниме целата содржина, ако била крвава содржина, може би си останала ако тоа било постара работа и ако и таму пак еритроцитите биле богато напакувани, тешко е некогаш да се извлече целата содржина. И верувам дека истиот случај бил кај пациентката и заради тоа во овие 7 години останала димензијата иста. 18 мм е веќе, така да кажеме, еден јазел кој што е поприлично голем, не спаѓа во групата на малецки јазли. Меѓутоа, доколку не расте, нема никаква прогресија, тогаш не сме нешто многу меракли дека треба пациентот веднаш да го испратиме тоа оперативно да се лекува, особено пошто не расте и пациентот не дава никаков податок дека нешто му пречи. Так. Ова што од март пациентката го чувствува, односно таа кашлица, зависи на кое место е сместено јазлето. Доколку е тоа во близина на трахеата, односно во близина каде што рековме дека е дишникот, тогаш може малку да го лицка. Значи и да при самото движење да направи чувство да имате потреба да го прочистите грлото. Меѓутоа, пак од друга страна, пошто се исти димензиите, сега станува збор за период од март наваму, не мора да значи дека само тироидната жлезда може да е проблем. Да не заборавиме дека од март наваму носиме маски. Так. Значи, тоа може да биде и како проблем на сувост во устата и во грлото. Промените исто така и со времето надвор, топло, ладно, загадено, незагадено, и тоа може исто така да биде причина. И не ја прашаме пациентката на крај дали е пушач, па да кашлицата може и таму да биде испровоцирана. Значи, може да постојат повеќе фактори, меѓутоа може би малку би ја исклучила тироидната патологија заради тоа што 7 години не сме го имале како симптом. Јазелот е со истите димензии, така да не би требало сега последнава година да прави некаков проблем. Прашањето беше надополнето и со тоа што дали евентуално утре ќе се сочекаат хормоните. Апсолутно хормоните и да се пореметени не даваат кашлица. Значи тие ги даваат другите симптоми што пред малку ги напоменавме, значи за хипертироза, односно за хипо ќе бидат обратните симптоми. Дебелење, тврда столица, замор, брадикардија, замор, малаксаност, поспаност. Бидејќи не се жали на ништо пациентката, предпоставувам дека и повторно и утрешните резултати ќе бидат добри. Нормални, така. Ајде сега да го слушнеме и следниот гледач кој што очекува вклучување во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Прашам, гледам дека ви разговарате за јазли на тироидна жлезда. Јас имам проблем, антителата ми се зголемени. Па сакам да прашам како да правам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова е чест проблем. Да. Пациентите да имаат покачени тироидни антитела. Тоа се двата типа на антитела, тоа се АТП или антипероксидазните и антитироглобулинските антитела, кои што се високо специфични за тироидна патологија. И кога се тие две антитела покачени, секогаш кажуваме дека пациентот постои автоимуно заболување наречено Хашимотов тироидит. Хашимотовиот тироидит може да оди со еутироидна велиме состојба, односно состојба кога немаме никаква симптоматологија, сем што лабораториски сме докажале дека постојат овие промени. Пациентот е потребно редовно да се контролира и од 2017 година во терапијата се внесува минералот селен во отприлика количина околу 100 микрограми, кој што се претпоставува и полека веќе се докажува дека добро делува на тироидните антитела и успева полека да ги намалува.
Меѓутоа, тироидните антитела знаат и да ја променат и функцијата на тироидната жлезда. Може и во двете насоки да оди, и тоа најчесто оди во првата фаза, хипертироидната состојба, за да после некое време спонтано од хипер влезе во хипо. Кај пациентот не дослушавме дали евентуално само лекува и плюс тироидно заболување, бидејќи може да биде и сосема нормално антителата се покачани, или ако има некакви промени во однос на хормоните, предпоставам дека се дава терапија. Меѓутоа станува збор за автоимуно заболување наречено Хашимотов тироидит. Тука ќе погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжува разговорот на денешната тема. Останете на Телма. За јазите на тироидната жлезда денеска во Телма амбуланта зборуваме со доктор Билјана Црцарева, специјалист по нуклеарна медицина од Аџибаден Систина. Докторке, доколку постои ризика за карцином на јазолот кој што ќе се појави на жлездата, појаснивте какви испитувања се спроведуваат. Сега, дали постојат различни типови на карцином кои што може се јават на тироидната жлезда? Постојат 4 типа на тироидни карциноми, почнувајќи од оно што пред малку го спомнавме, наједноставниот со најдобра прогноза, тоа е папиларниот тип на карциноми. Понатаму фоликуларниот, медуларниот и оно што има најлоша прогноза, да кажам, меѓутоа за среќа и се јавува кај пациентите од 1 до 2% само од испитани, односно докажаните тироидни карциноми, тоа е анапластичниот тип на карцином. Најмногу од овие што ги спомнавме, 10% да речеме од вкупното дијагностицирани проблеми со тироидните јазви, нели 90% рековме дека се бенигни, овие 10, од тие 10 пак некако над 60-70% отпаѓаат на папиларниот тип на карциноми. Третирањето на папиларниот, фоликуларниот и медуларниот тип на карциноми е сегдека хирургијата. Значи, пристапувате кон хируршки третман со тоа што до пред неколку години имаше еден универзален став каде што кога ќе се дојдеше до дијагноза со тироиден карцином, секогаш се одлучувавме дека тука ќе правиме тотална тироидектомија, односно што значи тоа? Отстранување целосната тироидната жлезда, и доколку предоперативно на ехото или на компјутерот кој што го правиме сме видели некаква лимфна жлезда во близина на тироидната жлезда, односно нодус, даваме сугестија да се отстранат и лимфните жлезди, односно да се направи една лимфна дисекција. Кога станува збор за анапластичниот карцином, како најредок, тука веќе хирургијата дури и не ја препорачуваме, туку секогаш одиме со една така наречена само третман кој што ќе му го олесни животот на пациентот, а тоа е зрачната терапија. Зрачната ја користиме само кај анапластичниот тип на карциноми, за разлика од овие другите, папиларниот и фоликуларниот, каде што после операцијата на тироидниот карцином, односно на тироидната жлезда, пристапуваме не со хемотерапија, не со зрачна, туку со третман со така наречен радиоактивен јод. Тој се дава 1 месец после операцијата и пациентот си продолжува да си живее сосема нормално. Значи, тука нема никакво ограничување. Дури пациентите секогаш ги советуваме и секогаш она позната наша изрека, немојте да се секирате доколку сме дијагностицирале папиларен или фоликуларен тип на карцином, која што е во некој зачеток. На пациентот многу често знаеме да му кажеме нема да починете од ова. Значи, се ќе се заврши како што треба. Хирурзите кај нас се искусни, било каде да се речат пациентите да направат интервенција, се доаѓа до една успешна операција. Апликацијата на јодот е скоро кај сите пациенти, дури ние сме повторно од една постара школа која што сака да даде кај сите пациенти ако е направена тотална тироидектомија. Ако е направена само парцијална, значи се отстрани само лобектомијата, лобусот каде што бил тироидниот карцином, и доколку на патохистолошкиот наод видиме дека карциномот е најден во јазел кој што е во мали димензии, помали од 10 мм, значи може тогаш да биде и сосема случаен наод, можеме да си дозволиме и да кажеме да не се пристапи кон целосно отстранување на тироидната жлезда, а со тоа и да не се даде радиоактивен јод. Меѓутоа, мораме да имаме добро следење на овие пациенти за да нешто случајно не се пропушти. Како и да е, после терапијата со радиоактивен јод, после 2 дена започнуваме со субституција со тироидни хормони, односно она што пред месец дена нивната тироидна жлезда го создавала сама, сега го примаат преку уста со давањето на заменската терапија, тоа е познатиот левотироксин, односно Т4 хормонот.
Ми дава знак дека имаме гледач на линија, не знам дали ќе имаме време да го вклучиме, доколку е кратко прашањето и концизно, еве ќе му дадеме можност. Добар ден. Имам едно прашање. Повелете. Од резултатите од лабораториското испитување констатирано ТСК-18, FT413,8. Како се овие резултати према вашето мислење? Дали прима пациентот терапија, ни е многу битно да знаеме или прв пат? Не. Прв пат доаѓате до овие резултати? Да. Да, дали ви е направен ехографски преглед? Не. Не е направен. Ќе ве советуваме да се направи ехографски преглед и со овие вредности на ТСК-18 влегувате во групата на пациентите кои што тироидната жлезда е намалила својата функција, така што треба да се најде причината која е и да се пристапи кон третман со тироидни хормони. И сега може да станува збори за кардиолошки пациент кој што прима терапија која што може да направи нарушување на тироидната функција, така да се иследи до крај од страна на патофизиолог. Така, значи одредени лекови би можеле да создадат проблем со намалување со намалување, може и зголемување на тироидната жлезда. Тоа се препарати кардиолошки од групата на амиокордин кордароне кои што во себе содржат јод, а јодот во вишок внесен во организмот може како да ни направи проблем и да оди во двете насоки, или на хипо или на хиперфункција. И сосема на крај, бидејќи имаме една минута до крајот на емисијата, може ли да се јават одредени компликации по операцијата и тоа се плашат пациентите? Да, секогаш е стравото и секогаш кога разговарат пациентите со нашите хирурзи, првото прашање е тоа компликациите. Компликациите се многу ретки и најчесто се транзиторни ги нарекуваме. Првата компликација, да, може да се случи да гласот накратко се изгуби неколку дена после интервенцијата, меѓутоа тој најчесто и си се повлекува. Може да настане трајно оштетување ако се оштети нервот, па тогаш веќе нели кажуваме дека влегува во групата на поголеми компликации, меѓутоа тоа се навистина може да се каже под 1% компликации кои што се јавуваат. Втората компликација може да биде доколку при самата операција, најчесто се тоа тоталните тироидектомии, се отстранати паратироидните жлезди, да се случи да кај пациентот се развие еден хипопаратироидизам, односно да се развие хипокалцемија, па да дојде до грчеви на најчесто на рацете, а понатаму може и на телото. Меѓутоа, сите хирурзи после операцијата го проверуваат нивото на калциумот и тоа им е знак дали се отстранети паратироидните жлезди или се тука. Бидејќи се 4 на број, скоро секој хирург гледа да остави барем нели една за да може таа да си ја превземе функцијата на останатите, доколку тоа не се случи, се продолжува покрај субституционата терапија, се продолжува и со терапија со калциум. Кај пациенти кои што ќе бидат диагностицирани јазли, колку пати препорачувате во текот на годината контролни прегледи? Така. Доколку прв пат дојдат и не знаат дека воопшто имале било каков проблем, кажуваме дека добро е првата контрола да биде после вториот до третиот месец. Зошто го кажуваме тоа? Некогаш нели можеби да се заплашат и да очекуваат дека нешто лошо нели прогнозираме, не. Туку да видиме дали тоа станува збор за некоја стара работа, па доколку на првата контрола видиме дека јазолот е со истите димензии, претпоставуваме дека и претходно јазолот постоел и дека си бил таков каков што е со таа големина. Меѓутоа доколку по вториот и третиот месец имаме јазол кој што бил 15 мм, па стане 25 мм, тогаш веќе бараме да се доиследи до крај за да бидеме сигурни зошто настанува таа брза прогресија. Доколку се со исти димензии после првата, втората контрола 2 пати годишно е сосема доволно да се контролира пациентот кој што нема функционални промени, туку има само морфолошки промени. Ви благодарам за вашето денешно гостување. Оваа тема е неисцрпна, навистина има уште што многу да се каже, но оставам простор за уште едно ваше гостување во иднина, кога ќе проговориме и за другите проблеми кои што произлегуваат од нарушената функција на тироидната жлезда. И благодарам јас на поканата и само да кажам дека ова е месец која подигаме свеста за тироидниот карцином, така да им го посветуваме практично месецот на тие пациенти со желба за добро здравје. Така, за побрзо оздравување. И се надеваме на се помалку пациенти кои што ќе се соочат со една ваква диагноза. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Гостинка беше доктор Билјана Црцарева, специјалист по нуклеарна медицина од Аџибадем Систина. Се гледаме секој работен ден во новиот редовен термин емисијата 13:45. До гледање.